Фатон Селами седнува во 6 месеци празната фотелја на народниот правобранител. Вети, ќе работи професионално и дека ќе биде посветен на граѓаните. Меѓу приоритетите ги наведе враќањето на довербата и кадровското доекипирање на институцијата. Како што знаете, таа институција кадровски е преполовена. Исто така не очекуваат и избор на 8 нови заменици народни правобранители. Како што имам информации, има и еден предлог закон за измени и дополнување на законот за народен правобранител, кој ќе треба да го видиме уште еднаш со стручните служби и во соработка со Собранието на Република Северна Македонија во најбрз можен рок да ги поминеме тие законски измени. Во новиот закон за народен правобранител, кој првично заглави поради немањето бадентер во Собранието, Селами го гледа и решението за недостатокот на слух кај другите институции кои не ги почитуваат препораките на омбудсманот. Сега единствена алатка ни се почитуваните медиуми. Значи, со препораки, со јавен укор и во соработка со медиумите. Меѓутоа, мислам дека ќе треба во законските измени да има и прекошошни одредби. Селами влекува во институција која треба да ги заштитува човековите права, но истовремено се соочува и со недостаток на финанси. За буџетот за годинава, оттаму барале 2,5 милиони евра, а одобрени им биле 1,6 милиони евра. Селами бил советник од редовите на партијата Алтернатива во минатиот состав во Тетовскиот општински совет. 10 години работел во институцијата на чие чело е сега. Година и пол бил државен секретар во Министерството за правда во времето на владата предводена од Заев, а бил и раководител во подрачното оделение на Министерството за правда во Тетово. Тој е дипломиран правник, магистар по правни науки, со положен правосуден и нотарски испит. Во петокот Собранието го избра со 89 гласа за и 6 против.